со тунели под Кали и со нов мост го поврзуваме Скопје. Голем дел од сообраќајниците кои што биле планирани во нашиот град нити се реализирани, нити за нив досега била отпочната било каква постапка. Продолжувањето на булеварот Климент Охридски, поранешна ЈНА, и нејзиното поврзување преку Пластичарска со северот на Скопје ќе ја зголеми мобилноста и протокот на возилата низ центарот на градот. По мостот Гоце Делчев секојдневно се обраќаат помеѓу 80 до 90.000 возила. Централното градско јадро е притиснато од сообраќаен метеж и од нервозни возачи кои што поради своите секојдневни потреби мора да минуваат по скопските улици. Со ова решение го растеретуваме сообраќајот во западниот дел од градот. Започнуваме да ја градиме оската на поврзување север-југ, која што ќе биде пофункционална. Очекувањата се дека голем дел од возилата кои што транзитираат кон северниот дел на градот ќе се движат по оваа ново изградена сообраќајница. И конечно, со реализација на овој проект ќе се затвори вториот сообраќаен прстен околу централното градско подрачје во градот Скопје. Трасата се одвива на следниот начин. По булеварот Свети Климент Охридски, поранешен ЈНА, од кај раскрсницата со Илинденска, покрај владата, преку Вардар, тунелот под Кале, излегуваме на Никола Карев, односно Пластичарска, каде што ќе се изведе кружен тек во висина од 7 метри, со што ќе овозможиме пак и непречено движење на сообраќајот по Пластичарска. Во генералниот урбанистички план на град Скопје од 2012 до 2022 се предвидува оваа сообраќајница да продолжи на север и како булевар Македонско-Косовска бригада, сегашната Македонско-Косовска бригада улица, да се спои со булеварите Словенија и булеварот кој што започнуваме за некој ден да го градиме, Босна и Херцеговина. Станува збор за сообраќајно решение, каде што сега на Пластичарска ќе можеме од досегашните 3 да направиме 4 ленти за движење, да изградиме велосипедски патеки. Сообраќајницата преку Вардар и мостот преку Вардар е предвиден во генералниот урбанистички план и развојот на градот Скопје во 1965 година од страна на јапонскиот архитект Кензо Танге, идеен творец на новиот лик на постземјотресно Скопје. Кон север се движиме со зголемување на нагиб од 5,5% во должина од 144,65 метри, преку која што булеварот се подигнува на околу 6 метри над улицата Лазар Личеновски и влегува во Калето. На излезот, како што напоменав, излегуваме на висок кружен тек. Од северот кон југот на Скопје ќе се патува за 10 минути. Тоа ќе значи сериозна заштеда на време, сериозна заштеда на гориво, сериозно намалување на притисокот кој што сега постои на Битпазар, Цветан Димов, Мавровка. Ставаме крај на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. И конечно тунелите под Кале и символично ќе го спојат нашиот град. Голем дел од улиците кои што во градот досега не биле нити проектирани, нити направени, а биле предвидени, предизвикуваат сериозна тешкотија во одвивање на нормалниот сообраќај во градот. Ова е еден од начините како да се помогне на скопјани конечно да почнат да живеат во европска метропола. Ве молам, погледнете го клипот.